Европската Унија веднаш да ги исполни обврските и да ги почне преговорите за членство на Македонија во Европското семејство. Ова е еден од условите кои на пленарната сесија на министрите за надворешни работи го предочи Метју Палмер, заменик помошникот на државен секретар на САД. Одлуката да се започнат преговори со Албанија и Северна Македонија пред година и пол беше навистина потикнувачка, меѓутоа сега ниту една од овие две земји не може да продолжат понатаму. Затоа од суштинска важност е Европската Унија да си ги исполни своите обврски, тоа значи веднаш да почне преговори за членство со Северна Македонија и Албанија. Вториот услов е градење на доверба, да почнат разговорите, а двете страни, Македонија и Бугарија, да изнесуваат предлози кои може да се разгледуваат, во спротивно тоа води кон поткопување на довербата, додаде Палмер. Разочарани сме што прашањето за Македонија и Албанија не беше решено воопшто и покрај силното застапување и разумните решенија на португалското претседателство и останатите европски партнери. Овие одложувања ги ослабнаа влијанието на САД и способноста на Европската Унија да ги унапредат заедничките цели во регионот, истакна Метју Палмер. Спротивувањето на корупцијата е во основа на зачувањето и заекнување на демократијата. Кога политичките лидери крадат од граѓаните на нивната земја или го нарушуваат владењето на правото и независното судство, економскиот раст се забавува, нееднаквоста се шири, првичниот пристап до услугите е помал, пазарите се искривуваат и довербата во владата паѓа. Иако Словенија го превзеде претседателството со Европската Унија, ова е најлошиот тајминг и немам високи очекувања што се однесува на отпочнувањето на преговори кога станува збор за Македонија. 15 години зборуваме за иста тема. Се надевам дека Европската Унија и институциите ќе разберат дека проширувањето е исклучително важно за нас. Тоа што се случува во последните неколку години е многу себично, многу егоистично и овој опасен национализам кој не разделува е опасен и за Западен Балкан, рече словенечката европратеничка Тања Фајон. Мораме да ги оставиме настрана оваа себичност, овие политички теми како бугарското вето. Ова за мене е преопасно и пресебично за земја да го загрозува, да ја загрозува иднината на друга земја во регионот. Тоа конечно ова се соседни земји кои што мора да живеат заедно и да соработуваат. Македонскиот шеф на дипломатијата Димитров рече дека прашањето за јазикот не е само одбрана на македонскиот, туку на европскиот идентитет и вредностите што ги промовира Европската Унија.